Расте бројот на ново заболени со коронавирусот во Битола, а британскиот сој со двојно и тројно поголеми проценти навлегува во сите сегменти на овој регион. Причини има повеќе, вели директорката на Центарот за јавно здравје Елизабета Крстева. Од брзото ширење на британскиот сој, олабавеноста на граѓаните и недоволната примена на мерките, се до групирањата во ресторани и кафулиња и особено семејните собири за 8 март и прочка, што го предизвика новиот бран. Последниве 3 недели бројките и во Битола на заразени навистина растат со голема брзина. Оваа недела, минатата недела, имавме некое зголемување дури од 50% од претходната недела. Значи, овие 3 недели, секоја недела по 50%, така да за 7 дена, минатата недела, имавме 158 нови случаи, што навистина загрижува дека после сите овие празници, 8 март, прочка, дека уште повеќе следните 2 до 3 недели или месец дена ќе имаме зголемување на бројките на позитивни. Власта нема волја да воведе поригорозни мерки за изолација, што го создава галопирачкиот раст на короната, смета професор доктор Дејан Трајковски, кој предвидува на почетокот на идниот месец кулминација на бројот на новозаразени. Преносот се намалува пропорционално на степенот на затвореност, но кај нас затвореноста е многу ниска, така да виднина и не очекувам да има по-рестриктивни мерки. Бројките ќе продолжуваат спонтано да се намалуваат. Проблем ли е да се донесат тие мерки? Не е проблем, меѓутоа се нема желба очигледно. Затоа што цело време велиме дека економијата е пред здравието. До денеска во ковид центарот на клиничката болница во Битола се сместени 60 пациенти, од кои 48 со кислородна поддршка. Слободни се уште 20 легла, но по потреба уште неколку одделенија веднаш можат да се преадаптираат ако има потреба, вели директорката Билјана Гагачева. Во модуларната болница со 90 легла се поставува медицинска опрема, а во завршна фаза се и надворешните инфраструктурни зафати. Со тоа и овој капацитет барем за 1 месец ќе биде ставен во функција.